Почитувани гледачи на Македонската телевизија, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Животна приказна. Јас сум Здравкица Милич и овој пат вашиот домакин и драго ми е што и овој пат ќе имаме одлична средба и 50 минути ќе се дружиме на оваа фреквенција. Поминаа навистина доста гости, доста слушнавме различни приказни, некои зборуваа и за убавите и за лошите моменти. Најважно е што сонуваме и колку веруваме во нашиот сон. Најчесто соништата се остваруваат доколку ние вистински веруваме во нив. Имам навистина одличен соговорник кој овој пат ќе ја раскаже својата животна приказна. Јас со нетрпение очекувам да ја поканам овде во студиото, а вие ќе слушнете од кратката најава. Вечерашната наша гостинка е едно од најпознатите лица на македонската радиотелевизија, водителка со повеќе годишно искуство и препознатлив глас, кој со години ја придружува македонската публика. Таа е символ на професионалност, елеганција и посветеност. Со долгогодишна кариера во информативната и забавната програма, таа остави силен белег на јавната сцена. Освен успешна новинарска кариера, таа е посветена сопруга, мајка, жена, која со својата искреност и топлина е пример за многумина. Дами и господа, Елита Насковска. Како што веќе и ви реков, слушнавте за кога станува збор, ова е незината матична куќа, тука е буквално порасната и чести задоволство ми е да кажам добре дојде за мојата драга колешка Елита Насковска. Или навистина ми е многу драго што си дел од оваа емисија и што ќе те слушнат гледачите во едно поинако издание. И мене уште повеќе што девојчето кое што ми беше слаба точка, морам да кажам, прерасна во една голема звезда. Ти благодарам. Многу ми е драго што ќе бидам денес. Ти благодарам, повели, ова е твоето место и драго ми е што те гледам ете после толку време и како и сите гости, искрено од срце ќе те прашам како си. Јас сум благодарна, здрава и среќна. Тоа е најважно. Многу важно, но ти благодарам што често и секогаш емисијата започнуваш токму со ова прашање како си. Заборавивме некако да се почитуваме меѓу себе, да се прашуваме. Не знам дали ти во училиштето го затекна професорот по биологија, наставникот по биологија во Влае, Душко. Душко Јанка. Биологија? Да. За жал мислам дека повеќе не е почина, да, многу скоро почина. Еден од луѓето кои што не научи на некои животни лекции, кога ме праша пред 15 на години, не ме праша како си, туку ми рече дали си среќна. Тогаш ја сватив суштината на зборот како си. Оти на како си многу често некој нема ни да ти одговори, ќе ти рече 24/7, 37, некој можеби ќе ти рече катастрофа, трагедија и ти немаш повеќе можност да го прашаш а дома како се, а дали можеби ти треба некоја помош, а дали си здрав и тука престанува целата комуникација. Како проформа. За жал. Веќе не е тоа како си окей или добро и секој оди на своја страна. Каде го помина или детството, во Скопје или во Шведска? Еден дел од животот, да, во Шведска, во Хелсинборг, каде што го почнав и првото полугодие, па потоа се префрливме на полугодие тука, од каде што и заминавме во населба Влае, познатата улица 103, тоа е третата улица, веднаш до Вардар. Од страна лево од Влајко. Најбавата населба Влај. И сега ќе ти кажам, во нашата улица имаше некаде околу 20 на бараки, 10 од едната, 10 од другата страна. Секој од нив имаше по 2 деца, значи 40 на деца. И што е најчудно, сега кога се сеќам, тогаш не ми било чудно, ми било сосема нормално. Сите сме биле на возраст разлика од 1 година. Брат, сестра, една до година и пол. Имаше 2-3 семејства со 3-4 деца, но сите заедно сме се дружеле. Во нашата улица постоеше дете Цаки, сега е веќе возрасен маж со семејство. Неговиот татко работеше во авиација и велеше кога ќе возам, дали тоа беше за прскање или не знам, тоа беа помали авиони. Велеше секогаш им кажувам од цело Скопје точно знам која е улицата 103 заради тоа што е полна со деца. Тоа беше едно толку убаво детство и се трудам сега и на малите деца да им објаснам колку е тоа убав малскиот живот. Да, тоа го има во Влај. Затоа што девојчињата игра ластик, игра народна, игравме сите заедно џамија, понекогаш машките не учеа да играме и џамли.
Имавме позади таму каде што никна многу згради за жал, една убава пољана каде што игравме каубојци и индијанци. И Чичко пушти летки. И тоа, време, ама тоа да. навистина удеше авион Да. што пушташе летки, па до бранчиња со Да, не знам да. со некои флаери, па дури понекогаш и некои подароци. Немаше кампања така. Имаше понекогаш изненадување за луѓето. Не знам дали ти си се капела во Вардар. На мене Да, детството ме да. помина на Вардар. Кај ми научив да плевам. И сега пред некој ден го прашувам брат ми, многу мала разлика сме, му велам, Сашо, како е тоа можно? Ние сме биле на возраст од 9-10 години. Имало деца и на 7 години, имало и на 13-14 години. Од тие 40 на деца, може би сме биле 10 кои што секој ден сме оделе на Вардар по 5 или 6 часа. Сме скокале. Момчињата од мостот, ние девојчињата Да. похрабри од една гранка на дрво. И никогаш родителите не се засекирале за нас, биле безгрижни, никогаш не се случил никаков инцидент. Се случи 2 пати, откако немарноста на луѓето почнаа да фрлаат некои железни и бетонски елементи, да се случи да настрадаат двајца другарчиња од тоа време, но се додека не се замеша човекот, ние имавме безгрижно детство. Да. И сега, може ќе те навратам на малскиот живот, сега е време кога се прават зимници. Како е убаво чувството да бидеш цела Мириса. улица, една фамилија, некој прави сладко, некој прави ајвар. И сите си помагаат. Но сите Да. заедно или со кришките лепки отидат од едно семејство до друго. И тоа беше, никој никого немаше да му рече зошто дојде или зошто го донесе ова момче или не, тоа беше се заедничко. Да. Јас не паметам никогаш дека за моето детство сме ја заклучиле нашата куќа или дека сум го Исто, ставила да. клучот на врат, не, се било отворено. Да, И било безгрижно, многу убаво многу детство. побезгрижно. Дали и слично детство има Леона и Симона? Леона и Симона апсолутно да. Ние еден период живеевме во поголемиот период во Ѓорче Петров, кај Кошот, познатата улица кај Кошот. Повторно тука во близина. Да, и среќа имаше Симона, што исто така во незина генерација се погодија многу девојчиња и момчиња и ден денес имаат контакти. Потоа кога се префрливме во соживење во Влае, пак Леона беше прво, второ оделение, исто се најде таму своји другарчиња и сега знаеш како другарството го имаат и од Влае и од исто така им А тие помена. две населби се некако и тесно поврзани. Ама истото детство го помина. Значи го помина со игри, постојано надвор, на улица, испотени жива вода, сами ќе се пресоблечат, сами ќе појдат. Другарчиња по цел ден кај нас дома, тие кај другарчињата и тоа е нешто што недостасува. И знаеш колку често размислувам на овој момент, не ги кривам младите мајки кога им ги даваат мобилните телефони, сега ќе ти кажам зошто. Се до тој период кога ние сме имале преубаво детство и убав живот. Родителите наши одеа на работа во 7 часот, во 3 часот веќе беа некој доаѓа и во 2:30. И ти целиот ден го имаш пред себе. Што да направи една мајка ако од внатрешноста на Македонија која што нема никаква помош? Не се родителите со нејзе, Да, и нема се никој враќа да во ја 5-6 помогне и дома, ќе да. дојде 5-6, што попрво да направи? Значи еден ден, два ќе си поигра со детето, тоа не треба да должност, тоа е љубов да седнеш долу и да играш со играчки со детето, но таа треба да сготви, за утре треба да испегла, треба да испре, да го спреме детето, ако има ученици во семејството да напише домашно со нив, нормално од двајцата родители и понекогаш ќе си рече ајде малку да си дадам одушка, давајќи им ги телефоните. Кога влегува мобилните телефони, мислам дека сите работи тргнани како наопаку. Така, се сложувам. Или од некој свој 9 години, навистина мала возраст, си дел од овој медиумски свет. Токму во оваа куќа, твоја матична и верна си до крај, повеќе од 4 децени. Како започна целата приказна? Не знам колку си зборувала, предпоставувам дека во некој интервјуа и си кажала како на Ива да започнеме хронолошки твојата кариера. Јас мислам дека тебе еве буквално како во албум ќе ти откриам многу работи кои што и на друго место не сум ги кажала. Ти благодарам. И кажав, девојчето во тебе се уште живее, меѓутоа многу ме радува бидејќи кога ги видов преписките многу години наназад како сме разговарале, си го оценува својот сон, си на една стабилна позиција и кај луѓето даваш една доверба и една преубаво отворена врата, прегратка, тие да ти се исповедаат Да. на некој начин. Да.
Знаеш како беше? Јас се вративме од Шведска. Колку време бевте во Шведска? Па не беше тоа некој голем период. Поважно беше што пак сега се враќам, некако ги споредувам минатото и сегашноста, зошто отидовме ние таму. Татко ми беше на една толку убава позиција, овде работеше во Југословенски железници, еден толку почитуван и работник, на само еден повик од мојот чичко, неговиот брат, бидејќи неговата сопруга загина во сообраќајна несреќа, а на возраст бевме исто. Двете братучетки таму и јас и братот, на 4 деца. И татко ми рече, ја напуштам работата и доаѓам за мајка ми да помогне да ги чува децата, а татко ми доби работа за 3 или 4 дена, веднаш во една позната фабрика за гуми, беше Треторн таму. И знаете што му кажа пред толку многу години? Тој ги извади сите дипломи. И рече, знам да го работам тоа. Работодавецот ги тргна на страна и му рече, тоа е за тебе, а сега покажи ти што знаеш да работиш. И тој стана веднаш унапреден, после 1 месец, уште понатаму како одеше, секој 3 месеци добиваше унапредување. Значи, кога се вративме тука, во нашата улица живееше тетка Драгица, толку убава жена. Никој нема да ја заборави низината преубава црна коса, истакнати јаболчници, едни убави очи и женствена во секој случај. Почина на 90 некоја годишна возраст, но за жал, незиниот сопруг, Пантелеј Мирковски, работеше како актер во радиото. Тој забележа дека јас имам убав глас, знам да пеам, знам да читам. Многу брзо научив да читам, на 4 години. Никој не ме тераше, сама се научив. Сама научив да читам, сама научив да пишувам. И имав некои песнички кои што ги имав напишано и ми вели дај да ги видам. И ме однесе на конкурс во детска радиодрама. Тогаш конкурсот беше со многу високи критериуми. Требаше да почнат од 10 години, предпоставувајќи дека детето треба да биде писмено за да умее да чита и потоа да учи глума. Славица Тодорова, режисерката, сега ако гледаме настамена жена, меѓутоа дисциплина кај неа можеше во секое време и да ти викне, па дури да те штипне ако нешто нема да направиш, меѓутоа многу нешта научев од таму. Не знам како им кажал дека сум 1 година постара за да влезам во конкурсот. И така влегов во детската радиодрама до 14 години. 14 години дојде Софија Гогова Врчаковска, се до 18 години, па потоа во Младински канал и така понатаму одеше мојата кариера. Ма Здравкица, морам да ти кажам, тоа што ние го учевме во радиодрамата, тоа не беше само интерпретација на текст. Тоа беше како да се однесуваме во ресторан, како да се однесуваме во автобус, како да се однесуваме на улица, како да им помагаме на повозрастните. Гледајќи пак од овој аспект силам, ние сме завршиле цела една академија или да го кажам дека на тоа ниво било можеби како едно министерство и за култура, и за спорт, и за образование, се во едно. За животот. Да, крајно благодарна на тоа искуство што сум го имала таму и ми се чини од сите мои скали едукативни, ова било најголемиот влог кај мене, каде што со леснотија потоа сум одела на останатите пункта за кои што ме интересирале. Така, и верна до ден денеска на оваа куќа. Па јас сум така лојална кон се. Јас се врзувам за луѓе, за предмети, за настани и можеби понекогаш за тоа си велам не си ја сакам таа моја карактерна особина хиперемотивност, затоа што понекогаш често пати знам да се расплачам, знам по цела недела да не плачам зашто тоа така се случило, затоа што не знам, јас сум човек кој што многу се врзува за луѓето. Знаеш да ги препознаш вистинските пријатели? Па умеам да ги препознам. Порано сум била многу наивна, сум тргнувала од себе и сум верувала на се што ќе ми кажат. Сега во животот гледам околу мене многу манипулаторски работи. Гледам како се однесуваат зад мене и како се однесуваат пред мене и тоа многу ми пречи.
посакувам да бидам гласна и да го кажам тоа, не умеам, не знам да се справам. Леона тоа го прави многу добро. Леона има еден одбранбен начин каде што да речеме ќе го каже своето мислење, ќе излезе дека после 10 дена било точно. Симона ист карактер како мене, премолчувам. Но можеби Симона ја научи тоа што беше сама во Канада да биде малку поголем борец. Ги препознавам, премолчувам, простувам и можеби малку повеќе ја давам шансата да одат, да видам до каде ќе одат, но пак велам, премногу манипулации, премногу луѓе кои што се изгубиле во просторот и можеби заради тоа што се изгубени критериумите и стандардите и заради тоа што другите луѓе кои што имаат поголем капацитет некако се тргаат на страна па им оставаат ним простор. И вие кога ќе влезете во една институција и ќе видите еден човек со еден таков раскошен талент и со еден таков капацитет дека седи во ќош, а од другата страна седи некој кој што цитира, постојано цитира некои цитати кои што практично ништо не значи, само сте ги научиле на памет. Наместо да зборува македонски 10 пати во реченицата ќе употреби англиски или француски зборови за да каже каков интелект е, нели sebi станува јасно. Затоа што дозволивме работите наместо да одат на нозе, да се свртат и да одат на раце. И се додека е тоа така, ќе има грешки насекаде. И се додека умните луѓе ќе се тргаат на страна и ќе бидат невидливи, ќе владеат видливите кои што ќе ги повлечат и младите генерации да бидат нивна копија. Да. Знаеш, тоа тие луѓе кои што бараат аплауз, луѓе кои што сакаат да бидат видени и предпоставувам дека заради тоа ќе се освојат сцената. Симона беше во Канада. Да. Сега е вратена тука, така? Симона почна да оди интензивно во Канада 2009-10 година, кога ја направи свадбата и кога замина, дел од моето срце мислам дека ми остана на аеродромот. Само луѓето кои што знаат дека децата им живеат надвор ќе разберат што сакам да кажам. Ве знаете дека вашето дете е среќно, дека вашето дете е со тој што го сака, отиде таму заради љубов, се омажи за тој што го сака. Но никогаш нема да е заедно со вас, ниту на родендан, ниту на слава, ниту на свадба, ниту на ништо. И вие постојано трчате да го фатите тој период од 6 или 7 часа временска разлика за да не ја пречите на незе и за да бидете заедно. И тоа беше еден период по аеродроми, период на разделби, на состаноци, на чекања, на чекирања. Пак ќе речем, знаат родителите кои што ги имаат своите деца. Колку време траеше тоа? Па до минатата година, 14 години и повеќе. И сега, знаеш, пак ќе ти кажам нешто што не сум го кажала на друго место, нема да се налоти Симона. Симона замина одовде со политички студии. Одличен студент беше. Сакаше да запише постдипломски, нели си замина таму. Но хендикеп беше што го знаеше италијанскиот јазик, а во Канада никој не бараше италијански јазик. На првиот момент рече, јас мислам дека скоро ќе се вратам назад, бидејќи многу тешко ми оди. И јас го земав авионот и веднаш појдов таму. Се запишавме, јас се запишав, на универзитетски англиски. Ако ти ја раскажам приказната, ќе видиш колку тоа било местење на некои среќни околности. Ќе го научиш јазикот и ќе почнеш да бараш работа. И таа рече, да, ако треба 3 сати пред и 3, многу амбициозна и многу стои на зборот Симона. Појдовме во еден дел каде што се моловите и тука беше, сад да не ги именувам, познати брендови. И јас влегов таму, од таму излезе еден индиец кој што беше менаџер, од Пакистан беше момчето, и ме реков здраво, јас сум мајката на Симона. Симона можеби не го знае добро англискиот јазик, но верува дека за 2 месеци ќе биде одлична. Особено што ќе во комуникацијата, многу лесно ја оди комуникацијата и многу лесно ќе ја оди продажбата тука ако ја вработите. И тоа така беше. Се вративме назад, бидејќи имав искуство за тоа како се води конкурс и што треба да се постави на интервјуто. И кажав 3 модели, што е можно да те праша. Може да замислиш некој кој што малку го познава англискиот јазик, да ги научи сите 3 модели на памет. И прашањата и одговорите, и Симона го доби своето работно место. Браво. Потоа
го научи англискиот јазик, па отиде во една од најуспешните банки во Канада. Среќа е што системот во Канада ти овозможува секогаш да одиш напред. Значи, преку едукациите кои што ги овозможуваа во банката, таа стана до највисокото раководно место и секаде добиваше најубави препораки. Така, зошто се врати? Се врати во еден период кога беше после короната и кога многу работи по короната се сменија во целиот свет. Значи се сменија и се затворија многу. Таа си беше на незиното работно место. Дури имаше можност да отиде уште една уште поголема банка, но рече би сакала да видам каква е можноста во Македонија. Еве искрено, јас бев една од тие која што рече дојди. Постојано сите влади велат нека се вратат младите во Македонија, нека дојдат младите во Македонија. Белким ке донесете, не дојде сама, дојдоа со уште неколку семејства млади брачни парови, кои што сите беа успешни во Канада. Дојдоа и мислам дека не зажалија ниту таа, ниту сепак дома е дома. Сопруг. А јас бев најстрикна бидејќи јас сум со поголемата внука Изабела, ќе прави 9 години во февруари, помалата 3 направи во јули. Од првиот момент јас ја видов прва, бидејќи присуствував на породувањето на Симона. Тоа што претходно го зборувале, мајката не смее да знае кога ќерката ќе оди на породувањето и тоа ќе биде многу тешко, тоа мене мајка ми го кажа, па кога после 14 сати бев на бокс, многу тешки породувања имав и многу тешки бременности имав. Не било заради мајката, било заради лекарот или било заради сплет на околности. И тоа прво земање, кога докторката го даде на Симона, и кога јас ја допрев Изабела, јас во Изабела видов се. Ја видов Симона, ја видов Леона, видов дел 1/4 од нашата фамилија, од нивната фамилија, од страната на мојот зет. И тоа беше такво едно преплетено чувство, види това дете нас што ни носи. Сите фамилии не обединува во едно, препознавајќи црти на секого од нас, нели сватовите од нивната. Сега имаш 2 внуки од Симона, така? Од Симона, каде и да е, Леона сигурно веќе размислува и таа да го збогати семејството со уште еден член. И јас сум многу голем дечар и нема некогаш да не поменам. Леона често пати знае да ме помине, ама доста веќе се вртиш по сите бебиња, доста ги прашуваш колку имаат, како имаат. И знаеш што беше чудно? Кога и додевме на одмор, а така одевме секогаш заедно, кога ќе видев дека некој дете не умее да плива, ќе го прашав родителот, сакате да ви помогнам да го научам да плива? И ќе го научев. Тоа е една извонредна дарба. Прво заради тоа што и самата сум пливала, сум била пливач. Второ заради тоа што... Ви сакаш децата, да. Мислам дека секогаш еднакво убаво би работела и како професор. Умеам некако да го пренесам знаењето. Мислам дека е тоа втората професија која би можела да работам. Или тренер. Да, колку ја пренесуваш го пренесуваш твоето искуство долгогодишно телевизиско на помладите колеги? Колку знаат често да те прашаат за совет? Колку претпоставам дека не себично би го дала секако и би помогнала секому, на колку не идуваш на такви ситуации? Искрено да кажам, сегашните помлади луѓе мислат дека немаат потреба од тоа. Дека се знаат. И те како имаат потреба, заради тоа што школата во македонската телевизија за жал згасна. Сите млади кои ќе беа примени на конкурс требаше да го посетуваат часот по интерпретација, по право говор, со убав говор, по дикција, по однесување спрема камера и се. Сега некако доаѓаат сите во себе со подготвени како кадри. Сум се понудила на неколку колешки да им помогнам во начинот на интерпретација, но ми се чини дека ајде пак ќе го споменам тоа брзото време, јас на една емисија, тие на друга емисија, јас на монтажа, тие на друга монтажа, не сме нашле некое време за да поработиме заедно. Ми е криво што замре детската радиодрама во македонската телевизија, од каде што излегуваа многу кадри. Ако се вратиш наназад и најубавите детски емисии кои што беа се од деца од детската радиодрама, со исклучок на Игор Џамбазов, но пак ќе се вратам сега во периодот на драмата, Никола Младенов, Дане Кузмановски, Сузе Киранчиска, Роза Петровска и многу пред мене, Розета Арсова,
Значи тоа беа луѓе со кои што Сузана Тодоровска, да не ја заборавам, таа е се уште спикер во македонското радио и верувај понекогаш ако вклучиш во кола, во автомобилот македонско радио прва програма, неверојатно е како ќе те залепи да ја слушаш. Па таа кога зборува, ќе речеш дека не постои поубав јазик од македонскиот јазик. Бојата на гласот, медот со кој што ги изговара, медовината со кој што ги зборува зборовите, мислам дека тоа многу недостасува. И таа школа за младите кадри и ова другата за деца кои што се талентирани. Така. И потоа нели ќе одат ќе бидат или актери или пак можеби веќе ти правиш готов кадар. Утре имаш презентер, утре имаш новинар, ако понатаму ги земат добри луѓе, од нив ќе направат добар музички новинар, добар новинар кој што ќе се бави со историја, географија, сега кога ќе се сетам, па ние на 9 кат кога работевме образовна програма, не можам се сеќаваш колку имаше за образовна емисија од географија, емисија од историја, емисија од археологија, емисија за македонскиот јазик, детска емисија, дали како што. Тоа беа толку многу емисии и сите беа едукативни емисии. Се можеше, она што знаеш, ме растеле порано со Бранко Коцкица. Да, како не. Тоа се случуваше. Рекреативна програма. Здравица, беше ти дело тој тим или само гледаше од страна? Не, само од страна. Ама сигурно си сакала да дојдеш, да. Да. И тогаш знаеш зашто зборувам. Така. Љубовта со Злате трае од 16 години. Да. Буквално од тинејџерски години. Да, каде се запознавме? Запознавањето беше многу интересно. Се запознавме пред дискотека Турист. Јас бев на тренинг, на пливање, се вратив, ми си суши косата, јас имам природна витка на коса. Дури помалку и мразулци ми имаа фатено, си ги искршив мразулците и со Даниела Шукова, другарка, и со Вики, тогаш, нели, за да можеш да имаш сепаре, требаше да одиш помеѓу првите. И ние три помеѓу првите за да фатиме место. И јас гледам позади нешто ме боцка, а косата густа голема, и ќе се свртам и речем, дечко ме боцка. Тој со јакната, со патентите, повторно гужва и да не можеш воздух да земеш. Сега не би го направила тоа за ништо на светот, толку да се стискам еден час и да немам воздух. И повторно. И како влеговме долу, искрено да бидам, не сум пушела никогаш, алкохол не сум пиела, Кока-колата што ни ја дава беше разредена со вода, стоев така од страна и ми приоѓа дечкото и вели, дали сте мадам за едно танго? Јас велам, добро, ајде, и така да избегам од тамо каде што се стискаа повеќе. А Вики, другарка, ми вика, тој што те буцкаше со патентот, тоа е. Значи нема бегање. Не. Оно што ја веруваш во судбина и во... Па верувам во нешто дека ќе се склопат работите и токму во таа секунда тоа требало така да се случи. Так. Верувам, јас сум имала многу силна интуиција од дете. И не сум знаела тоа да го протумачам, како тоа што сум го замислила се случувала после 3 или 4 денови. Како тоа, јас во Макарска многу често патувавме со татко ми, бидејќи, како што кажав, работеше во железница и имавме ФИП карта, за тие што работеле тамо знаат, тоа беше бесплатна карта низ цела Европа, за целото семејство, со кола за спиење. И ние одевме низ цела Европа, се шетавме. Прв пат заменав кај нашиот сосед Грција кога имав 16 или 17 години. Сите наши одмори беа поврзани со Далмација. И тоа беа најубавите одмори што ги сеќаваме. И за мене се уште најубавата дестинација на Далмација и Хрватска. И чудно беше што навраќањето и преплетувањето на едното со другото, сега ги гледам од еден друг аспект. Значи сега гледам, тогаш веројатно би го направила поинаку. Замисли, ние заминуваме со татко ми во Трст и Сежана, доаѓа еден воз од Трст, а доаѓа нашиот, значи вака се разминуваме. Која може да биде веројатноста? Да имаш другарката која што си ја запознала во Макарска, Славица, од Нови Сад. И јас половина час предходно му зборувам на татко ми. Кога ќе се вратиме од Италија, дали ќе сакаш да ме однесеш да ја видам Славица, мојата другарка? И татко ми ги исполнил сите наши желби. Немало за него да рече не.
и вели добро, кога ќе се вратиме од Италија, ќе одиме во Нови Сад и ќе видиме Славица. И јас подпрена на моето купе, а таа од другата страна подпрена на ходникот. Ние се среќаваме во таа секунда. Дали можеш да ја разбереш таа? Јас ми се случувало многу такви работи кои што не сум можела да ги објаснам, Па дури Златко ми има забрането, кога ќе речам сонував нешто, ќе ми рече немој мене да се ме сонувало, ти нешто ќе се случи. Дури татко ми не беше за заминување на тој свет. Имаше Алцхаймер, но никој не предвидуваше дека тоа ќе се случи толку брзо. Јас со Леона... После колку време? Многу брзо, откако ја дознавме дијагнозата за 1 година и пол, иако не знам, не беше тоа нешто за напуштање од овде. Значи, има еден филм, ако се сеќаваш, со Бред Пит и со Ентони Хопкинс. Да. Meet Joe Black. И јас кога го гледав тој филм, во него го препознав татко ми, а во ќерката се препознав мене. Чудно беше што на првото прикажување се утепав од плачење и реков татко ми ќе си замине од овој свет. Тоа беше 2 години пред тоа да се случи. 3 дена пред да си замине, јас сонував дека тој се збогуваше со мене и ми рече во четврток во 12 часот јас заминувам за Белград. Кога се разбудив, на Велики четврток, кога се разбудив, Леона спиеше со мене и ми вели што си толку вознемирена, велам татко, дедо ти жив е, толку беше жив сонот. Толку беше жив. Кој дедо ми вели, викам дедо ти драги, вика да, и не го кажав на никого и потоа се случи. Не можам да ја објаснам таа интуиција која што работи во мене. Те плаши некогаш? Не ме плаши, затоа што повеќето ми се случуваат добри работи, нешто што и да помислам добро ми се случува, ама понекогаш еве сум била сведоки на вакви работи. Пред колку години почина татко ти? 2013 година за мене најтешка година. Симона заминува од аеродромот и кога го прочита на глас нејзиниот лет, Симона само и подклекна колениците и рече, мама, дали знаеш дека веќе нема да се гледаме толку често? Дека можеби само еднаш или на 2 години ќе се гледам. Знаеш, кога си преку океанот, ти имаш и визии и се. И јас тогаш првото нешто што си помнав, Леона отиде да купи Кока-кола, јас ги задржав солзите и си реков, па дали е можно дека јас моето дете ќе го видам уште 20 пати можеби во животот. И тоа беше една таква тешка разделба и ден денес кога ќе се сетам на таа разделба си ги чувам солзите, некако ги голтам во мене, ама после 4 месеци почина татко ми. И не знаев како да се справам со таков стрес и такви губитоци. И таква болка, да. Секоја на свој начин. Значи, детето ти заминува и вели, кој знае кога ќе се видиме, татко ми кој што ми беше една таква потпора во животот. Еден таков човек кој што ми се чини дека нема повеќе да се роди. Знаеш зашто ти зборувам? Умееше се, читаше, можев со него да зборувам на било која тема, како сега ми е жива сликата кога ќе се враќаше од работа, од едната рака новости, од другата политика и спорт, се знаеше. Што и да го прашав, се знаеше. Особено не обучи мене и брат ми да го сакаме спортот, да навиваме, и сите гранки од спортот ги знаевме. Брат ми имаше албум и кога беше мондијал или светско првенство, моравме да ги знаеме сите играчи на памет. Ако не, тогаш ќе речеше помалку денеска ќе бидете надвор. Крајно сум му благодарна за тоа што ме научи што значи живот и знаеш како костумосан, секогаш носеше костум, секогаш носеше вратоврска, убав човек и од надвор и од внатре. Ден денес кога ќе ме сретнат некои од соседките, велат каков татко имаше те. И мајка ми, жива е за среќа, таа малку подуховита, сите работи ги правеше на смешка, со пеење, со се, меѓутоа правецот кој што ни го дал мене и на брат ми, татко ми. Затоа таа година беше многу тешка за мене, но успеав некако сама да се справам. Застанав и реков, ако продолжам вака, веројатно ќе треба да одам на лекар, ќе треба да пијам медикаменти, подобро да почнам повторно да пливам, подобро да почнам повторно да одам на тренинзи и одев 2 пати на тренинг. Одев по 2 пати на пилатес.
Браво. И мислам дека така е надменав кресот. Да, болка, да. Многу малку ни останува за жал време, но многу малку и знаат дека едно време беше дел од кабинетот на тогашниот председател Ѓорги Иванов. Дел од односи со јавност, така? Така, во Какво кабинетот. искуство беше, од каде е ли некој лик кој што е цел живот на телевизија, некој кој што е позитивен, од каде во политика? Професорот го познавав кога беше визитинг професор на Универзитетот во Атина. Работевме на некој проект заеднички и јас морам да ви кажам дека тоа што се случуваше во амфитеатарот пред грчките студенти, овациите кои што ги добиваше професорот Иванов, за мене беше едно големо изненадување. И не само во Грција, и во Австрија, и во останатите, и во Анкара исто така. На препорака поидов, меѓутоа не политичка препорака, заради тоа што тој знаеше мојата работа, јас ја познавав неговата работа и отидов на препорака. Не се покајав што бев дел од неговиот тим, но каде беше пречката? Јас направив неколку текстови за Пепе Љуговска беше протокол, од неа научив многу работи и велам дека и таму некаде во вселената таа ќе свети за идните генерации што значи протокол. Нема да постои повеќе протокол мајстор како тоа што го правеше Пепе Љуговска. Никогаш беше, јас знаеш како сакав, можеби во тој период македонската телевизија ја затворија. Беше санитетска некоја инспекција поминато, имаше некои големи проблеми, ја затворија. Која година беше тоа? Па 2009 година, самиот почеток на првиот мандат, и тогаш беше директор господинот Каранаков, му реков јас заминувам, рече немој да си земаш од тука, еве земи одмор, види прво како ќе ти биде таму. И сега, знаеш, се соочуваш со многу предизвици. Се што ти ќе напишеш, ќе биде добро оценка за председателот, но било каква грешка да се случи, ќе биде тоа огромна твоја грешка. Ми беше предизвик, ми беше убаво, но ако веруваш дека секој ден седев наутро, плачев и сакав да се вратам во таа телевизија која што беше со печат и со се затворена. И најтешкиот период, како да му го соопштам тоа на председателот, кој што рече, ти си привилегирана бидејќи не си влезена по препорака ниту од партија, ниту од ништо. Од сите тие силни луѓе, изборот падна на тебе. Но драго ми беше во соработката за еден таков питом човек, што бев дел од кратко, многу кратко со него, многу повеќе со неговата сопруга Маја, со која што сум и денес многу блиска пријателка. Знаеш зошто? Работевме на проекти за да ги анимираме некако сопругите на председателите. И тогаш изработивме еден преубав проект за самит на председатели, но се случи нешто, проблем помеѓу Косово и Србија. Еден од председателите не сакаше да прифати да добре и тогаш господинот Иванов пресече и рече некој нов председател кој што можеби ќе има некои поинакви убедувања и други менаџирања, предпоставувам дека ќе ги собере тие председатели и супруги, а ми е криво што проектот со Маја не го направивме. Тоа беше толку убава средба на жените. Идея, да. Председателки, каде што ќе можеа да се прикажат колку тие вредат и колку нивната поддршка практично значи поддршка за тоа што се нивните сопрузи таму каде што се. Така, уште една година и 50 години дел од македонската телевизија. Па видиш, јас не сум размислувала така, јас преска ти кажав. Мора некако да се заокружи. Па ќе те викнам тебе и ќе ги викнам сите блиски мои пријатели. Види, сега ми даде ти една таква идеја. Да, сега јас пред малку размислам дека 50 години знаеш, за година. кога ќе мислат луѓето, тие си мислат дека од 17-18 години ти тоа си го правил и сега, знаеш, ќе се збунат како 50. Ама од 9 години... Како изгледаш, да. и навистина ќе се збунат дека 50 години работиш ти на телевизија. благодарам многу, ама ете, дружбата со вакви луѓе како што се ти од таа страна, секогаш некако луѓето ги полнат со секаква убавина. Знаеш како не забележуваш работата која што сакаш, работата на која што си лојален, не забележуваш колку брзо поминале годините. А од друга страна пак си велам јас во домот на мајка ми и татко ми сум била најмалку. Да. Во домот кај мојот сопруг известно време живеевме во заедница, сме од таа 87 година сега, ама најмногу. Значи од кога имав 9 години до сега и до пензија здравје, сум останала верна на радиото и на телевизијата. И особено ми е
драго што ете мојата патека била лојалноста и верноста кон македонската телевизија и кон гледачите на Така, и македонската гледачите телевизија. се тие кои навистина знаат да го препознаат квалитетот и не секој се задржува толку. Навистина е успех да толку години бидеш дел од една куќа која е навистина репер, сепак за добри водители и добри новинари. Ти благодарам, Мили, што беше дел од животна приказна. Имам уште многу работи да зборуваме, но некоја следна прилика. Ти благодарам тебе, Здравкица. Со тебе секоја средба, знаеш како ми е, кога ќе Кратка, те прегрнам, кратка. јас си мислам дека срцата ќе ни се прегрнат, ќе ни се слушнат, затоа што те почитувам, многу си ми мила и ти позачелувам и понатаму една убава ваква блескава кариера, бидејќи имаш толку убава харизма и толку убава енергија што ја пренесуваш и на гостите. Ти благодарам, Мили. Јас се надевам дека уште многу години ќе те гледаат гледачите, сега моментално на неделно попладне. Така е. Така и дека ќе уживаат, ти посакувам уште многу успеси и на приватно поле и секако на професионално. Ти благодарам уште И еднаш. едноставно за некои луѓе времето како да стои. Ти благодарам уште еднаш. Ти А ти не ја благодарам. тргај таа преубава насмевка од тебе, бидејќи велам заразна е за сите нас. Да. И тоа ќе им го посакам и на гледачите и секогаш да размислуваат позитивно и секако да бидат заедно со нас и секако со Ели на Македонската радио телевизија. Ние се гледаме точно за 7 дена.